Мислам дека и ние малку го вознемиривме покојниот Славко Јаневски со тоа што го направивме и што тој никогаш не го заслужи. Мислам дека и таа лавина ќе помине, планината сепак ќе си остане, ќе си дојдат нештата на свое место, природата и стварноста се посилни од инцидентите, особено од политичките или другите инциденти. Она што е најважно е да се подсетиме на тоа дека Славко Јаневски навистина е неспорно голем писател. Славко Јаневски како писател беше голем и ние денес ја чувствуваме неговата големина, затоа што тој е визионер. Во секоја негова творба, во најзначајните негови творби, поетски и романескни, тој на некој начин го предвиде развојот на светот и ја антиципираше македонската иднина, иако во исто време тој неговото дело представува трезор на колективна меморија на македонскиот народ. Затоа секогаш кога ќе истакнуваме што останало од Славко Јаневски, треба да знаеме дека не се работи само за траги на суетата или на индивидуалното величина. Се работи за тоа дека во неговото дело е сместено богатството на македонскиот јазик. Се работи за тоа дека не постои друг автор кој во современиве македонски културни и книжевни текови кој повеќе придонел да се складира се што е наследено од македонскиот јазик, од македонското народно умотворство, од македонската народна книжевност, од легендите, од преданијата, од митот и од современиот урбан живот и свет, вклучително и Скопје. Значи, неговото дело е жива меморија. Неговото дело е монументално токму затоа што меморирајќи тој ни кажува многу и за она што било и она што се случува денес и што ќе биде. И тоа треба да го земеме како една опомена за да навистина конечно се обединиме оти ни предстои она што се вика оковано јаболко, тоа веќе мислам дека 2-3 децении го живееме како наша стварност. Кукулино, во кое што веќе како да влегуваме во некој простор кој не е само имагинарен и мислам дека единствено што ни преостанува е да се обединиме духовно, културно и интелектуално, но и низ нашиот граѓански ангажман и низ ангажманот на институциите на оваа држава, вклучително општина Центар или Ману, и мислам дека најмалку што ни треба е да тие презири и внатрешни нетрпеливости ги пренесуваме внатре во рамки на македонското цивилизацијско и етнокултурно и така натаму битие.